Никој не може да го врати избришаното македонско малцинство во Албанија, што последниот попис го елиминира, освен ако целосно не се поништат резултатите. Такво поништување тешко дека може да се очекува и покрај силните напори и реакции од новата македонска влада. Грешката на владата на СДСМ и ДУИ, кои не реагираа додека бугарите работеа на терен, доведе резултатите од пописот во Албанија да покажат дека има само 2200 македонци наспроти 8000 бугари. На последниот попис во 2011 селата Гора, Пустец, како и реонот Мала Преспа се декларираа како села со чисто македонско население кои што броја над 5000 жители. Незаинтересираноста за македонското малцинство на ДУИ и СДСМ ја разочара и обединетата македонска диаспора. Председателот Гордан Јорданов изреволтиран, бидејќи покрај предупредувањата, поранешната власт не направила буквално ништо. Тој вели дека поранешните владени функционери имале работни посети во Албанија и ветувале брда и долини, но на терен не е мрднато ни со мал прст. Имајќи ја предвид дека Албанија на некој начин беше или се уште е најблагата држава, така да да направиме некоја си номенклатура, каде што нашите политичари слободно одеа за да добиваат поени при комуникација, да се каже дека еве зборуваме со една барем малцинска група од соседството, ја посетуваме и така натаму. На тие посети секогаш имаше огромни ветувања дека граничниот премин на Голо брдо ќе се отвори да работи 24/7. Делење пари и бугарски пасоши, флаери со пропагандна бугарска содржина, училиште на бугарски јазик. Бугарија агресивно со години работеше на терен, за што медиумите известуваа во периодот пред попишувањето, но ДУИ и СДСМ го игнорира ова прашање. Македонските здруженија и партии исто така и за време на пописот алармираа до македонските власти дека Бугарија директно се меша во внатрешните работи на Албанија и на терен работи да создаде бугарско малцинство кое што не постои. И покрај нивниот апел, ниту еден функционер не реагираше. По бурните реакции на македонците оттаму, министерот за надворешни Тимчо Муцунски го повика на рапорт македонскиот амбасадор во Тирана. Амбасадорот Данчо Марковски се очекува до крајот на неделава на министерот да му реферира што презал во врска со бугарското влијание во македонските села.